почитувани странски експерти, почитувани домашни експерти, представници на институтот, раководители на сектори, вработени во Министерството, сите присутни. Денеска овде во Кочани имаме уникатна можност за размена на искуства и знања од оваа област, да се дискутира за досегашните идни политики, за пазарните стандарди и за новите технологии во делот на оваа значена култура. На денешната работилница ќе се разговара за конвенционалното и органското производство на ориз, за подобрување на начинот на договарањето на откупот на ориз, а очекувам дека денешните заклучоци од работилницата ќе дадат конкретни насоки за идни истражувања на сорти на ориз кои што се бараат на европските пазари, како и нивниот пласман дома и во странство. Оваа работилница, насловена како градење на институционални капацитети за конвенционалното и органско производство на ориз, е организацијски и финансиски поддржана од инструментот за техничка помош и размена на информации на Европската комисија ТАЕКС, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 2015 и 2018 година преку овој инструмент реализираше експертска мисија и студиска посета на кој што беа резимирани овие европски практики. Беа опфатени повеќе теми, меѓу кои што договарањето, маркетингот и продажбата на оризовата арпа и белиот ориз, мерките за поддршка на производството, функционирањето на задругите, сортиментот, квалитетот, како и принципите на биодиверзитетот и органското производство на ориз во Република Италија. Сите овие активности се со цел да бидат пренесени добрите практики на домашен терен и да се придонесе за поконкурентно и квалитетно производство, стабилен пласман и повисоки приходи на фармерите и на земјоделците. Оризот како земјоделска култура во програмата за финансиска поддршка зазема посебно место во делот на финансирањето, пред се поради традиционалните вредности и долгогодишното производство, како и неговата улога за развој на руралната економија и извозно препознатливиот бренд на регионот. Нема да зборам за поддршката која што доаѓа од програмата за финансиска поддршка во земјоделството, заради тоа што и покрај зголемувањето кое што го направивме минатата година од 20% за развојната категорија од 5 до 50 хектари, навистина субвенцијата е мала и ова е прилика во текот на оваа недела и при креирањето на самите програми да разговараме за одвојување на оризот во самата програма и за точно дефинирање на самото финансирање. Минатата година, поради лошата земјоделска година и проблемите, за 300% ги зголемивме субвенциите во делот на субвенционирањето по хектар, а оваа година токму овие денови, односно во вторник на влада треба да донесеме соодветна нова мерка како оваа година да биде поддржан соодветно оризот и заради тоа имавме во текот на неделата средби тука во овој регион, а денеска исто така повторно сме тука во Кочани. Сметам дека ова тековно треба да го решаваме, но уште повеќе треба да збориме и заклучоците од оваа работилница за трајните мерки и долгорочни политики кои што треба да ги преземеме во делот на оваа значена култура, која што, како што кажав, е и извозно ориентирана и е бренд на самиот регион и на Македонија. И нашето присуство тука е се со цел да само навистина ставиме акцент дека навистина тоа ни е потребно и да сите инструменти, вклучително и овој проект, биде искористен во тој правец. Дополнителна олеснителна околност за компаниите откупувачи и извозници на ориз оваа година е што со Србија веќе е потпишан договор кој што функционира за признавање на македонскиот сертификат за ГМО, а радиоактивноста се испитува на самиот граничен премин. Досега за резултати од овој анализи македонските компании чека и по 5 дена, а сега директно ја поминуваат границата без задржување. Тековно може да ги отстрануваме сите овие проблеми и слабости, но повторно сакам да подвлечам дека ни се особено битни долгорочните политики кои што треба да произлезат и од овој проект, но и од потребите и проблемите кои што се ги имаме во делот на оваа култура, како дел од тие системски мерки, секако дека што ќе бидат преземање за развивање на производството на ориз е и поддршката на Институтот за ориз во Кочани, каде што навистина ја констатиравме кадровски и технички или
состојбата во целина на опременоста на едно многу ниско ниво и сметам дека овој запоставен институт треба да го најде соодветното место и тоа е една дебата која што во Министерството се одвива, не само како подршка, туку навистина да најдеме начин како да се помогне институтот кој што е потребен во делот на креирањето на сите овие идни политики и има особена важна улога во враќањето на автохтоните сорти и употребата на семенскиот материјал. Оризот е култура која што секогаш имала големо економско, социјално и трговско значење за нашата земја и како влада и ресорно министерство и понатаму ќе продолжиме да ја поддржуваме оваа гранка, бидејќи за регионите каде што традиционално се произведува оваа култура, како што е Кочанскиот регион, оваа поддршка е особено значена. Токму во оваа насока да потенцирам повторно е нели ова денешна работилница од која што сите очекуваме да добиеме конкретни информации и предлози во насока на можностите за унапредување на оризопроизводството, постигнување на поголем квалитет, повисок квалитет, но и обезбедување на пласман за самиот ороз. Сакам да се заблагодарам на експертите од Република Италија, Република Бугарија за нивното учество во работилницата, за одличната соработка и споделување на нивните знаења и искуство во оризопроизводството, како и на представниците, односно експертите од Грција и на сите присутни за нивниот значаен придонес во целиот овој процес. Од мое име, од име на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, посакувам плодна и продуктивна дискусија од која што ќе произлезат конкретни и релевантни заклучоци и идни насоки за подобрување на оризопроизводството во овој регион, но и во Република Македонија. Се надевам и на континуирана идна соработка заради важноста на целиот на оваа гранка во делот на земјоделството и затоа ни се потребни сите овие искуства, како од странски, така од домашни експерти, од другите земји, особено од земјите членки на Европската унија. Затоа уште еднаш се заблагодарам и на делегацијата на Европската унија во Скопје за континуираната поддршка на Министерството, на целокупниот сектор и се надевам на конкретни предлози, идеи и сугестии се тоа што овие 2 дена тука во Кочани ќе го одработите, да ни биде презентирано и да заеднички креираме политики кои што ќе бидат во интерес на целокупното оризопроизводство. Благодарност до делегацијата, до секторот Европска унија во Министерството за целосната посветеност, до институтот, до експертите, до подрачната, до сите вработени за целокупниот ангажман и придонес и целото вложување кое што го имате во тој правец. Благодарам на можноста да бидеме денеска тука.